Добро вечер. Бриселски средби на највисоко ниво, нов самит ЕУ Западен Балкан, Совет за општи работи, денеска Европскиот Совет. Сите на некој начин однова со старите фрази во малку позанимливо пакување, меѓутоа во основа исто. Се уште постои геополитичкиот момент, ЕУ се обврзува дека ќе работи со забрзано темпо, дека ги препознава причините и разочарувањето на Западен Балкан, дека ќе се обиде да поправи некои од нефер политиките кои земјите членки на Европската Унија најчесто ги истураат кон своите соседи кои се обидуваат да ги завршат домашните задачи. Нешто пред овие дискусии во Брисел помина и се затворија 3 поглавја за Црна Гора. Албанија успеа да отвори кластер, Србија е застаната на кластерот 3 без согласност, иако со прилично обиди на унгарското председателство да се направи пробив, и Македонија сосема зад вратата. И декларацијата на самитот ЕУ Западен Балкан и заклучоците на Советот за општи работи, кои ќе ги потврди Европскиот Совет, и оние во рамките на политичките фамилии, особено таа на европските демохристијани, во една реченица што се однесува до Македонија, не отстапуваат од таа формулација дека превземените обврски мора да се завршат. И дека патот на Македонија јасно го исцртува меѓу другото и почитувањето и спроведувањето во добра волја и на договорот од Преспа и договорот за добрососедство од Бугарија. Не е јасно засега, освен повиците на премиерот, дека нема да отстапи од важните прашања за македонскиот идентитет, дошепнувајќи дека во джебот има 10 точки за кои ќе сака да разговара, нејасно е кога, и некои домашни актери кои повикуваат на нови декларации како црвени линии кои ќе треба да ги црта одново македонскиот парламент, што всушност препознаваме и што сакаме да видиме, еве да речеме, до следниот самит. Бугарските пораки, дури од таа службената влада, може би и друга службена влада, ако не успеат да изберат политичка влада, остануваат на истиот став. 22-та, ние го направивме консензусот, тука сме во европското семејство, во заеднички договор за политичката рамка и нема што однова Софија да преговара со Македонија. Кој е тој пат кој што сега треба да го промислуваме, премислуваме и да го изодиме? Се разбира, имаме релативно малку информации, но може би прилично одново нова тура на контаминација со темите, не поној рецепт по кој што бугарскиот премиер Главчев вели: ајде сега да почнеме за почеток со пристоен европски тон. Што се однесува до Македонија, не е проблем тонот, туку веројатно стратегијата која чека некаде промена во европските правила за вето -1, и веројатно согласност и гаранции за тоа како Македонија ќе го оди патот. Тоа е рецептот. Нема да почнеме ако немаме гаранции дека процесот нема да биде контаминиран со нови билатерални барања. Како може да изгледа тој пат? Вечерва на Вин-Вин разговарам со пратеникот и потпредседател на Македонскиот парламент Антонио Милошовски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. И Димитар Николовски од Евротинк. Добро вечер. Благодарам за поканата. Одлучи вечерва тоа да не биде СДСМ и ВМРО како ќе си разменуваат отровни стрели, на потеке, како вели ВМРО ДПМН, една политика која добила виза на последните избори, а ние останатите остануваме тој друг простор во пейзажот за кој Европската Унија постојано потсетува дека без граѓанското општество, без здрави медиуми, без таа слобода, нема правец или нема простор дискусијата да биде ексклузивно само за политичките фактори. Ви повикувам да видиме прв брок на реклами, па да бидеме чисти во почетокот од 1 час блок дебата. Да. Господин Милошовски, како што навикнавме дека не ги чекаме извештаите на Европската комисија, некогаш со страст пребројувавме колку пати споменале македонски јазик, македонски. Сега се помалку очекување имаме и кога тоа е на највисоко ниво, самите ЕУ Западен Балкан.
декларации, формулации, реченици кои се малку промена на минатогодишната декларација, заклучоци и препораки до самитот на лидерите кои се исто така игра на зборови од старите, тури последните кои го имаат тоа покритие на украинскиот конфликт, само го додаваат тој геостратешки моментум. И сега прашањето веројатно и од последните, ако може во меѓуредови да се исчита, е дека може би Западен Балкан е на истите стојалишта, ама Европска Унија која го користи тој термин, всушност како да не ја разбира динамиката, дека кога ќе речете дека е геостратешкиот моментум, вие треба да бидете тие кои ќе завршат поголемиот дел од работите. Според рецептот на кој зборува српскиот председател, невозможно и во вакви новонастанати околности тие да се занимаваат со точки, запирки, детали, одбивајки да видат дека ова мора да биде процес во кој некои од важните ветувања, ако се работи за геостратегија, ќе бидат завршени. Јас, моето мислење по однос на односот на Европската Унија кон Западниот Балкан и кон Македонија, во последниве, би рекол, десетина години, е дека во самата Европска Унија недостига лидерство и геостратешка визија за регионот. Зошто ова го зборам? Врз основа на еднаш веќе многу високи и јасни дадени очекувања во од денешна гледна точка, за некого блиска, за некого далечна, 2003 година Солунската агенда. Таа беше со ентузијазам примена во регионот, со голема сериозност објавена од страна на Европската Унија, имаше навистина примамливи цели, најави отворени врати за сите земји во регионот за членство во ЕУ, но ако ја гледаме реализацијата на она што беше тогаш ветено или промовирано и она што денес е ситуација на теренот, би рекол дека во голем дел земјите од регионот со право се разочарани. И затоа ние денес, учесници сме на една емисија, кај вас, и ако забележиме во годините наназад, пред 10 години, на истиот ден кога имало извештај од Европската комисија или од Советот на ЕУ за Македонија или за регионот, на сите телевизии имало дебатни емисии на таа тема. Денес гледаме дека ние имаме други наслови, и вчера, и денес, и утре, веројатно, а оваа тема станува тема за луѓе кои што се подолго време упатени во контекстот на евроинтеграциите. И затоа ќе повторам, ние не сме совршени, ниту како земја, како држава, ниту како регион, имаме прилично работи за подобрување, но од друга страна сметам дека Европската Унија и недостига таа стратешка визија што треба да се направи со овој регион и во кој рок. Димитар, може би најдобрата споредба меѓу редови е на председателката на Европскиот парламент Роберта Мецола, дека тоа што го прави Европската Унија наспроти своите ветувања, надевајќи се дека новата екипа во Европската комисија, Европскиот совет ќе донесе некаков нов ветар, поинаку ќе биде користен мандатот, е всушност дека ЕУ не може да си дозволи повеќе себе си во последната декада изгуби, вели, во множина повеќе членки отколку што добила. Не е некое мнозинство, изгуби една членка, ама одговорот е дека ниту една не влезе. Како влез во овие големи наслови, декларации и дебати, беа претходните одлуки за затворање на 3 поглавја на Црна Гора, отворање нов кластер со Албанија, тоа веројатно е сега некаквата наша споредба, одевме до некаде заедно до првата меѓувладина конференција и потоа Албанија продолжи 6-тиот кластер го отвори, на втората меѓувладина нормално кластерот темели. За Србија, Унгарија се обиде 4 пати да го постави прашањето на поминување, меѓутоа на секој од новиот круг всушност имаше повеќе земји кои велат не од различни причини.
и Македонија веројатно треба да знае дека ако е надворот тој радар, нема ништо да отвора, ништо да затвора. Заклучоците велат дека без никакви дополнителни одлуки и условувања, а ако промптно ги завршиме уставните измени, ние сме на масата за втората меѓувладена конференција и следствено после тоа отварање на кластерот темели. Да, и сега имаме една дипломатска иницијатива на нашата влада, нешто да промениме околу тоа што нели го прво беше третирано како едно предавство, тоест вклучувањето на бугарската заедница во уставот, па сега веќе не е тоа толку страшно да се вклучат, но секако нели да биде тоа со одложено дејство. Имаме офанзива дипломатска, меѓутоа се уште не гледаме некои резултати од таа офанзива. Мислам дека сме во една ситуација каде што ни се намалуваат симпатиите кои некогаш ги имавме од страна на Европската Унија. И не знаеме како понатаму. Можеби нешто за затворени врати се случува и можеби со некои одредени лидери од европските држави или од Европската Унија се менува таа перцепција кај нас, но тоа не го гледаме во јавноста се уште. Поточни се формулациите од политичкото семејство на ВМРО-ДПМН, а тоа е ИПП. Дури може да се рече дека декларацијата е поизбрусена отколку што се ставовите што ги споделува политичкото семејство на ВМРО-ДПМН. Тоа веројатно јасен знак дека сите предходни обиди, веројатно е најважно прво да се пробие во кругот на семејството, таму да се добие некаквата поддршка, освен разбирање за тоа дека не е фер, главното кое што ние го очекуваме не е на повидок на ниеден начин, во ниедна формулација што ја даваат било кој од званичниците. Се уште, значи, главниот став е дека тоа е затворено прашање што се однесува до нас, дека тие се завршиле работата во 2022 година со францускиот предлог, каде што најверојатно биле вложени огромни напори за да се дојде до тоа решение кое за нас не е, тоа што е далеко од идеално, но е некакво решение. И дека нема моментално енергија и најверојатно и време да се бават повеќе со тоа што го гледат како наш каприц, јас би рекол. Затоа што и ние не сме во некоја ситуација на моќ каде што можеме своите каприци да ги представуваме и да ги условуваме, туку некои други земји се во таа ситуација на моќ. Господин Милошовски, формулацијата гаранции за мене за почеток нема адреса кој, во каков формат, каде, во каков документ да ги испорача тие гаранции. Ако се движиме само според правилата, невозможно е да бидат дадени никакви гаранции. Тоа треба да биде веројатно некаков политички формат на охрабрување, како што вие велите, во ситуација кога не би била криза на лидерство, би било веројатно доволно на некој начин, во некои други времења, кога велите дека за тоа со сигурност стои Ангела Меркел и таа нема да дозволи некои од работите да се одвиваат на поинаков начин. Софија во континуитет одбива дека на било кој начин може да има комуникација на релација Скопје, Софија, дали е таа со службена или со политичка влада, седно. За нив работата е завршена. Дали сме ние во ситуација кога дома само ја контаминираме сцената, а всушност главните столбови на оваа приказна не функционираат? Јас сметам дека домашната сцена не е контаминирана, барем не надвор од она што може да биде да излезе од контрола на политичкиот процес. И самиот господин Николовски тоа што го спомена, самото прифаќање на реалноста од страна на новата влада е чекор во насока на деконтаминирање на јавноста од прашања кои што поларизираат. На која реалност? Дека не зборуваме за промена на преговарачката рамка, туку зборуваме за гаранции дека отстапката што Македонија треба да ја направи врска со уставните промени ќе биде последното билатерално условување. Зошто сметам дека тоа е издржано барање и дека има логика? Затоа што Македонија веќе доживеа едно разочарување од ова вие што го нарековте политички охрабрување дека процесот ќе тече без
поголеми пречки. Тоа разочарување се случи во 2018-2019 година. Ние знаеме дека тука во 2018 година на гости дојде германската канцеларка Меркел, австрискиот канцелар Себастијан Курц, тогашната британска премиерка како земја членка на ЕУ Тереза Меј и уште неколку други. Макрон се јави со видео. Кои што кажа дека доколку се случат уставните измени поврзани со Преспанскиот договор, вратите за преговори со Европската унија се отворени. И самата кампања за референдумот на тогашната влада премногу се темелеше, најголемиот акцент беше ставен на Европа. Европски простор, европско здравство, европско движење, европско членство и така натаму. И ние видовме дека веднаш после 2018 година не беше Бугарија првата земја членка, беше Франција, таа која што стави вето. Раководството на Франција не доаѓа ниту од делот на социјалдемократските партии во Европа, ниту од делот на европските народни партии. Напротив, може да го дефинираме францускиот претседател или раководството како припадници на либералите или на движењето за обнова во Европа. И затоа сметам дека тука нема толку голема важност кој во кое политичко семејство припаѓа, туку која повлијателна земја членка навистина на проширувањето гледа како на приоритет. И затоа кога веќе скоро сме биле, би рекол, разочарани или условно кажано изманипулирани со такви едни усни охрабрувања дека процесот ќе тече без поголеми пречки, а веќе следната година ја добивате силната пречка и вето од Франција, па потоа следуваат и оние на Бугарија, сметам дека е прилично оправдано што Македонија во овој процес на евроинтеграција и неговото продолжување бара начин како патот да биде извесен до целта. Не е нашиот каприц дали ќе превземеме некој чекор за менаџирање на уставните процеси кои што Бугарија успеала да ги наметне, туку наша рационалност е како со тој потек ние ќе обезбедиме некој сигурен пат за преговори за членство во кој што образованието, здравството, владењето на правото, зелената транзиција, реформата на јавната администрација нека бидат теми, нека има и блокади, и предупредување и вонредни извештаи, секој нека побара што е мерливо со копенхашките критериуми, но да не разговараме за учебникот од 7-мо оделение на мојот син или да не разговараме за некој историски настан пред 150 години. Тој јазик со кој што вие комуницирате во просторот, вие сте поискусен, сте биле министер за надворешни работи, прави една состојба во која ексклузивно над Македонија се кршат сите правила, затоа треба да се заштитиме од ваков однос, дека треба да добиеме гаранции. Само ако ги погледнеме последните нон-пейперот на Хрватска кон Црна Гора, причините поради кои Бугарија блокира Србија за третиот кластер, Хрватска блокира Србија 6 пати до сега. Така е. Бугарија блокира Србија 4 пати. И си пишуваат таму третман на бугарското малцинство, има други теми. Замислете, Хрватска ја блокира Србија, меѓу другото во образложението за Србија велам, дека ја присвојува Дубровачката книжевност, имала закон за, како се вика, за културно наследство во која третирала еднакво српска колку хрватска. Се разбира вака оддалечени насли изгледа се ова прилично небулозно, па да не зборуваме за забелешките во однос на Црна Гора нон-пейперот, поради што не им дозволија затворање на едно поглавје. Сакам да речам дека тој тип на балкански хир на земјите кои го добиле правото да стават на масата вето, ние овде го исклучуваме и сега зборуваме дека Македонија на посебен начин треба да добие гаранција, а никој друг не добил гаранција. Не, јас овие, да речам, односот... Еве да речам, поексклузивно. Нели ви е потполно нормално да се поместиме и да гледаме од една друга димензија, која не вели дека се праведни во Европската комисија или европските лидери како се однесуваат кон овие прашања. Србија има специјално поглавје 35, сега влезено во кластер, признавање на Косово. Ако сакате во Европска унија, треба да го признаете Косово. 5 земји членки на ЕУ не го признале Косово.
Тоа не ги спречило на масата со консензус да гласат дека ако Србија сака да се приклучи, таа работа мора да ја заврши. Сега тоа е билатерално прашање помеѓу Србија и Косово, која во својот устав се уште не го признава како држава. Начинот на кој што ние зборуваме за билатералните стравови веројатно е далеко од предизвикот кој што треба да го реши Србија. И земаш територија, и правиш држава, ја напаѓаш, ја бомбардираш, завршуваш сега, велиш, мора да бидеш подготвен оваа реалност да ја признаеш. Дали сме свесни за контекстите кои со колкави планини се соочува во оваа приказна, за да можеме дома така ексклузивно да зборуваме дека ние сакаме процесот со сигурност да биде изземен од било какво билатерално прашање? Јас овие односи, односот на Хрватска кон Србија и Црна Гора, односот на повеќе земји членки на ЕУ кон Србија, па ако сакате и односот на Европската комисија кон Косово, заради што и наметна одредени санкции, односот кој што е варијабилен на Грција кон Албанија и тој на Бугарија кон Македонија, јас ги гледам во еден пакет. Тоа се симптоми на една иста дијагноза. На една состојба, пак ќе напоменам, на недостатокот во ЕУ на приоритет за проширувањето. И овие постапки на Хрватска кон Србија и Црна Гора, на Грција кон Албанија и на Кипар кон Турција или кого и да земеме во самиот регион, треба да бидат аргумент повеќе дека отварањето на преговорите не викам дека е беззначајно, е многу важно, затоа што тогаш веќе влегувате во вистинскиот надпревар, не сте само во тренинг. Но истовремено треба да се знае дека може тие преговори да заглават на теми кои што не се суштински. Ние немаме проблем некои од суштинските теми да ни бидат наметнати и Македонија за тоа да биде укорена или да бидат побарани дополнителни резултати. Но навистина би било уште едно, според мене, преголемо разочарување ако Македонија направи или досега направеше уставни измени по барање на Бугарија и следната година да имаме барање како некој од овие што ги споменавте вие за базенот во Херцег Нови или за Дубровачката школа или за нешто трето или четврто од некоја земја од соседството или друга земја членка на ЕУ. Затоа сметам дека во самата Европска Унија не е наивна иницијативата на Германија и Словенија, иако е далеку од постигната цел, што веќе побараа преку нон-пейпер да им се придружат други земји членки во промена на правилата на игра, да не може отварањето и затварањето на кластери или отпочнувањето на преговори да биде предмет на билатерално попречување од страна на една земја членка. Но за тоа е потребен консензус. Таа одлука повторно треба да помине преку консензус. Да. Добро. Ако има надеж дека ќе се свестат дека има поважни причини зошто треба да биде оваа приказна подигната на едно друго ниво, ако тоа е надеж и на македонската влада, зошто тогаш однесување кон така наречена чиста ситуација? Сакаме да видиме дека е -1, додуче македонската влада често прави проблеми да и требаат -2, не -1. Се реферирам на малиот краток конфликти со Грција по инаугурирањето на председателката и поведението на премиерот. Но зошто не би почнале сега, чекајќи таа свесност на сите дека процесот не може да се одвива вака ако не променат нешто во правилата, туку ја става Македонија во ексклузивна ситуација, сакаме чиста ситуација. Дали вас ви е проблем дека едноставно за нас е прилично проблематично да чекаме други моментуми, нешто следната година друго ќе ни биде проблем, ние одиме на избори, Германија оди на избори, Франција оди на парламентарни избори и така ни поминува времето, другите колку толку се ставени на некаков колосек. Па јас имам различно мислење по однос на тоа кој колку е ставен на одреден колосек, затоа што ако направиме една споредба, Литванија, Естонија, Чешка, Полска и другите земји, од отпочнувањето на преговорите за членство до полноправното зачленување, тоа им траеше периодот од прилика околу 4 години.
Со разлика, некој може би 3 или 5, но во просек 4 години. Ние сега ги имаме Србија и Црна кои преговараат 12 години. Значи, тоа е најсилниот сигнал дека проблемот не е само во земите кандидати кои што сакаат да станат членки. Јас не се сомневам дека и Црна Гора и Србија сакаат да станат членки. Но вие да преговарате 12 години, тоа значи како кај еден професор да не успеете да положите и по 12-тиот пат. Тогаш може да се каже дека и студентот не е добар, но може да се каже и дека професорот не добра ми е ова споредба со студирањето. Затоа сметам дека Македонија со право треба да биде предпазлива. Не викам, и добро е што македонската дипломатија сепак нуди решенија. И тие решенија не се надвор од контексти кои што веќе се случиле во рамките на ЕУ и во рамките на зачленувањето. Спорот помеѓу Словенија и Хрватска се реши на сличен начин. Словенија година или две ја блокираше Хрватска, веќе во напредна фаза на преговори, и тоа за на арбитража, ама за тоа прашање постои легислатива со која може да се отиде на арбитраж. Не само легислатива, постоеше и политичка волја. Тогаш и Франција и Германија им кажа на двете земји: ние сакаме да постигнете решение. Решението се најде во спогодбата дека компромисот кој што арбитражата ќе го пресуди ќе биде апликативен од моментот кога Хрватска ќе стане земја членка на ЕУ. Тоа ја мотивираше Словенија да не блокира, туку да поддржува, а Хрватска ја мотивираше да ги засили реформите. И затоа сметам дека еден таков однос помеѓу Македонија и Бугарија со помош на поголемите земји членки на ЕУ би бил продуктивен. Господин Николовски, мене понатаму ми е тешко сосема извесно да препознам како ВМРО ДПМН е пронајде во одложеното дејство на уставните промени на, како се вели, панцев, општо дејство на антибиотик за сеот, и дури и да се прифати формулата за одложено дејство, таа на ниеден начин не ги суспендира можностите за нови билатерални прашања, да не речам дека Бугарија нема да биде на потегот да жали толку многу за позицијата на бугарското малцинство во ситуација на одложено дејство. Повеќе би сведочила за наш срам дека 3.500 бугари изјаснети на пописот, ние ги ставаме безмалку како заложници на некаков процес кој би требало да ја заузда Софија, а не мислам дека на било кој начин таа формула ја стопира Софија од поставувањето на нови барања. Имате ли впечаток дека почнуваме повеќе да се бавиме на некој педагошки начин, дека ние сега ќе ја превоспитаме Бугарија, ќе ја промениме незиното мислење, отколку промисленост на една дипломатија да ги исчита на вистински начин документите, да ја создаде својата стратегија и да успее да помине низ еден коридор, постојано барајќи некаква поддршка. Ова, дури и во самите протоколи, не значи ситуација во која Бугарија може да направи било што, бидејќи дури во историската комисија без гласање 7-7 е невозможно да се направи било каква повреда на наративот од која главно произлегуваат нашите стравови. Значи, мислите ли дека сега се движиме во нова магла на решение кое всушност не е решение, на одлагање на соочувањето, на практичниот пристап на нашата дипломатија и политика, да тргнеме во еден правец? Пред се мислам дека не е рационално ова, затоа што немаме јасно дефинирана опасност од прифаќање моментално на бугарското малцинство во уставот. Тоест немаме некоја јасна награда зашто би било тоа со одложено дејство, или тоа одложено дејство, тоа прифаќање во уставот да го држиме како некоја награда за Бугарија, а тие да не блокираат на нас на патот кон Европската унија. Мислам дека е илузорно дека ќе добиеме било какви гаранции. Не може фон дер Лајен да стави подпис, печат, да ни каже еве ви гарантирам, или некој друг, дека нема да се случи нешто. Од друга страна, немаме и ние гаранции дека и од наша страна нема да направиме некои престапки, дека ќе има говор на омраза или така натаму, со што ќе направиме некој нов анимозитет кон Бугарија. Кога ќе споредиме со
со спорот помеѓу Словенија и Хрватска, не смееме да забораваме дека тоа се уште беше билатерален спор. Моментално проблемот не е билатерален, не е помеѓу Македонија и Бугарија, затоа што тоа е позиција на Европската унија и прифатена преговарачка рамка од наша страна. И мислам дека ваквите спорови билатерални ќе бидат... Јасно, простете сега, заклучоците на Советот на за општи работи, токму тоа го велат. Обврската што ја прифативте самите следствено. Да, и не смееме да заборавиме дека добрососедските односи се дел од преговорите. И тие секогаш ќе може да бидат искористени од страна на земји членки. Исто така и надвор од Балканот можеби ќе бидат искористени, да не заборавиме дека Унгарија се уште зборува за унгарското малцинство во Украина, значи можеби ќе дојде до некоја ситуација таква, или пак Полска дека некои историски прашања ќе ја блокира Украина во иднина. Знаете, јас што тука мислам дека во што успеа, не би рекол Европската унија, би рекол неколку земји членки на Европската унија, успеа процесот на проширување не само во Македонија, туку и во регионот, да го сведат на една микрослика. Ние сите сега гледаме во својот сосед. Црна Гора гледа во Хрватска, Србија гледа во Унгарија и Хрватска, Албанија гледа во Грција, ние во Бугарија, Кипар кон Турција или Турција кон Кипар, не е битно. Но големата слика е тоа што не достига. Нам ни се бараат одстапки во име на идното полноправно членство во ЕУ, а не сме сигурни, барем тоа е мојот став, дека сите земји членки на Европската унија имаат консензус дека во иднина ќе имаат нови полноправни членки на ЕУ со своји пратеници, со свој комесар и со свое право на глас и на вето. Затоа што од она што може да го слушнеме од колеги пратеници од националните парламенти на повеќе влијателни земји членки на ЕУ, се заговара и опција земјите кандидати, особено од Западниот Балкан, а сега расте таа логика и со самото тоа што Молдавија и Украина добија кандидатски статус, на овие земји кандидати да им се понуди нешто повеќе од Европската економска зона, а нешто помалку од полноправно членство во ЕУ. И сега ако вам вие бараат одстапката денес, за да станете полноправна членка после 6 години од денес, а после 6 години од денес нема опција за нови полноправни членки, туку се развива една нова понуда за пристапна, придружна членка, второкласна членка, како и да го асоцијативен партнер, привилегирано партнерство или слично, тогаш навистина губи смисла да направите процес кој што е иреверзибилен и сега да го направите како тешка одстапка и според мене... Која е таа тешка одстапка? Менување на устав, тоа е тешка одстапка, без разлика на што се однесува. Секое менување на устав е тешка одстапка. Ма дајте ве, молам. Кога вие сепак тоа е највисокиот правен акт. Ама вие сте заборавиле зашто отваравте устав, меѓу другото дефинирате брак меѓу маж и жена во време на Груевски. Не правите филозофијата. Значи, молам да ви кажам, кога државата самостојно има иницијатива да смени устав и тоа е политичка волја на мнозинство, на малцинство, на неколку актери, тоа е легитимно, може да успее или да не успее. Кога менување на устав ви е наметнато од соседна држава, тоа стварно не е принципиелно. Па ми се чини дека изворно идејата беше македонска, тие задоцнија со приказната, и ако веќе зборуваме за некаква идентитетска конфузија што сака да ни ја сее Бугарија, ние немавме подобра ситуација од тоа јасно во преамбулата, користејќи таа привилегија дека е тоа наша одлука, дека сме направиле веќе една низа, да ја довршиме со Црна Гора, Бугарија, црногорци, бугари и хрвати, да ја затвориме таа тема, бидејќи не може во преамбула да стојат македонци како одродени бугари и бугарско малцинство. Но формулацијата за голема одстапка мене ми изгледа нецивилизирано воопшто поради правецот кој сме тргнале на редење на една низа во преамбулата. Независно дали тоа сега стои во некаков протокол, но тоа е обврска што ја превзела Македонија. Еве и да не почнеме да преговараме, дали вас ви е проблем бугарите да влезат во уставот? Тоа е превземена обврска. Сметам дека немало да биде иницијатива на ниједна македонска политичка партија доколку немало притисок од страна на Бугарија. Превземена обврска од
Бујар Османи, според мене, што било можеби полесно за него да превземе таква обврска во име на македонците или без учество на македонскиот народ во таа превземена обврска. И она што го кажавте, таа низа, пак ја поврзувам со одредени актери на ДУИ, кои што тоа го извадија како логика, како аргумент, како да ја оправдаат својата неуспешна дипломатска мисија за оваа превземена обврска. Затоа што навистина не е успех да прифатите под притисок дека ќе го менувате уставот повтор пат, откако еднаш веќе сте имале референдум на кој што сте ги прашале граѓаните дали сте за да го смениме уставното име со цел Македонија да почне преговори со ЕУ. Навистина е голем неуспех во само 2-3 години да ја направите истата грешка и да го отворите истиот устав кој еднаш веќе сте го отвориле. Затоа пак ќе повторам, мислам дека Македонија треба да биде во овој случај да побара малку поголема, не викам повластица, никаква ексклузивност, поголема искреност и партнерство од Европската Унија. Особено од Франција и од Бугарија. Дали го гледаат регионот како регион на земји кои што во периодот пред нас, од 5 или 10 години, ќе бидат полноправни членки на ЕУ? Или има друга замисла како ќе изгледа тоа партнерство? Јас не знам како изгледаат релациите во ВМРО-ДПМН, од каде до каде се слободите, колку е важно наследството во бавање со одредени теми, но простете кога ќе ве слушнам дека за доцнето некаков подкаст велите таа 2011 година Груевски имаше прилика да прифати Горна Македонија за меѓународна употреба. Тоа беше одбиено, преговарач беше Мијалков со извесен Рондос. Таа ситуација не можев да ја трпам и тоа беше причината зашто се повлеков. Сега од се ми е важно дека од Горна Македонија за меѓународна употреба на крајот завршивме, и тоа вие никогаш не би го рекле, токму поради таквото поведение на ВМРО-ДПМН, дека кога ќе стои приказната, без гаранции како што велите сега за новата, проблемите стануваат далеку поголеми. Го очекувам вашето искуство и некако една култура, не велам на наведната глава, но на чувство дека во мојата логика приказната за тоа што сме, колку сме бугари или не сме, 90-тите години е домот на таа дебата е ВМРО-ДПМН. Вие по мојата логика, ако стоите на овие стојалишта за стравовите од одвратните бугарски идеи, не би требало да се зачлените во ВМРО-ДПМН. Знаете 90-тите, колку во партиското гласило на ВМРО-ДПМН ги видовме сите внатрешни, прилично силни дебати на таа тема. Не се реферирам лично вие на која страна сте биле, но сакам да речам дека таа дебата кои сме не била маргина во македонското општество, таа се случуваше во жолтата куќа на ВМРО-ДПМН. Да бидам по-прецизен. Секои соседи имале одредени вакви теми слични како македонските. И во Македонија во 90-тите години ние имавме такви теми во која смисла? Дури имавме и политички актери како Тито Петковски или други кои што растураа бугарски летоци, па потоа тоа го префрлаа како стигма на ВМРО-ДПМН и така натаму. И како некој што си го менува името лично. Но таа тема не би требало воопшто, ако е таа тема историска или за некого е или не абсолвирана, нема место за таква тема во европските интеграции. Што треба ние сега да разговараме? Дали хрватите и србите се ист или различен народ? Дали шведскиот јазик е шведски или е норвешки или норвешкиот е дијалект на шведски? Не знаеме, дали словачка и чешка од што се плашиме од бугарите. Тоа нас не се предпоставени ставови од тие се. Нема предпоставени ставови. Овде имате најава за блокада и најава за уште блокади на тема која што е ирационална, на тема која што е емотивна. Ако Бугарија рече вашите индустријски комплекси или вашата армија или што и да е не загрозува по однос на животна средина, по однос на безбедност, по однос на култура, по однос на нефер трговски практики, тоа е окей. Но сега ние да разговараме за некој настан пред 150 години и за тоа да добиеме вето, навистина сметам дека е надвор од било каков европски резон. Ма немаме ни гаранција дека ќе добиеме вето за таква нешто. Едноставно не знаеме, тоа е. Јас од она што го слушам од изјавите на бугарскиот претседател Радев,
вика дека ние прво тие треба прво да го сменат уставот, а потоа следуваат и други барања. Веќе барањата ги имаме во најава. И сметам дека затоа, ако имаме одложено дејство, тоа би било тест и за самите официјални власти во Софија, дали тие на вистина го сакаат тоа што го бараат. Ако тие сега го бараат менувањето на уставот, а ние го бараме членството во ЕУ, тогаш ајде да ги тестираме тие две работи и нека се преклопат во една заедничка точка. Пауза за реклами. Димитар, допрва ќе видиме кои се тие 10 точки за кои зборува премиерот, кому ќе му биде ставена сега таа позиција, еве не сме ние, но одново парламентот ќе треба да гледа и исцртува црвени линии. Предпоставувам дека тоа се прави кога се чувствувате дека не сте на ниеден начин под активен притисок на Брисел и сега тоа е таа комоција, кој ми изгледаше дека се може релативно рано да се заврши. Велиш пробав, меѓутоа ова социјалдемократите толку на чуден начин го бетонирале, едноставно е невозможно, дајте да ги завршиме уставните промени. Кога премиерот зборува, додека сум јас нема да дозволам, и сега не важно содржината што поминува, ако сакаат нека си најдат некој друг, а што туку граѓаните на избори го нашле токму него, има еден процес кој што го нарекуваме мала европска приказна, тоа е планот за раст и реформската агенда која ја договори, пријави Македонија. Ни едниот ни вториот документ не се поминати уште во едната во собранска процедура. Да. Некои од нив имаат јасни барања, за некои проверував за некои од законите дека веќе се во постапка во собранието, и кон некои од нив, како тој на пример измената во законот за трговски друштва, има една прилично домашна интерпретација како тие си ги самослуваат барањата за избор во акционерските друштва со државна сопственост веќе од следната година, мора да се бираат на конкурс, мора да биде тоа апсолутно мерит. Така од прилика не пишува во законот кој што е испратен од владата во процедура. Дали ако премиерот губи скоро 2 месеци во расправа за камати на кредит кој што го земал од Унгарија со домашните банки, забележувате дека со иста посветеност се занимава со овие прашања кои имаат рокови, а се поврзани со реформската агенда што сами си ја напишавме, се усогласивме и за таа на крај треба да добиеме 750 милиони. Не, мислам дека недоволно се зборува за реформската агенда. Има рокови, како што рековте, некои од роковите се и до крајот на оваа година, и сега за волја на вистината некои од тие закони се веќе во собраниска процедура. За некои од нив и немам јас информации дали се почне, например, 17 подзаконски акти во законот за буџети, дали со финанси. Финанси не е само законот за буџети, туку се целиот пакет во некои од веќе донесените закони да сосуваат подзаконските акти. Така, видов дека например во однос на патоказот за праведна транзиција имаше состанок вчера или завчера беше за структурата за управување, така да тука во некои од овие работи се работи, мислам дека треба да се комуницира малку повеќе во однос на оваа тема, баш поради фактот дека сме заглавени во евроинтеграциите, дека евроскептицизмот се зголемува. И мислам дека тоа всушност беше еден од заклучоците во Брисел, дека земјите кандидатки треба да комуницираат со својата јавност многу повеќе за обврските и придобивките од самиот процес на Европската унија. Мислам дека тука треба многу повеќе напори да се вложат од страна на владата. Од друга страна, некои од овие политики кои треба да бидат донесени, особено во реформата за јавна администрација, ќе бидат во прилично голем конфликт со нашата политичка култура. Во однос на високата државна служба, значи мерит системот, деполитизацијата,
не знам колку гладко ќе оди тој процес. Но еве би сакал да имам добра волја да верувам и дека има политичка волја од страна на владата. Веројатно не сте ги отворили измените во овој закон за трговски друштва, тој ќе ги тангира изборот на луѓето во јавните предпријатија, големите системи во кои се во државна собственост, има таму формулации најмалку 20 членови да бидат независни. Сега како ќе утврдуваме што се независни? Ако си дозволам себе си да бидам безобразна, тоа од прилика како толкувањето на ВМРО ДПМН дека граѓанскиот совет за надзор преполн од ВМРО-вските штабови на крајот завршува со прашањето: добро, тие нели се граѓани? Сега веројатно и така оваа дефиниција како ќе толкуваме што се независни. Но одземени се добар дел од важните прашања кои треба да обезбедат мерит при изборот, ги гледа во детали и самиот факт дека не се повикува на никаква кореспондентна табела, што превзема од европското законодавство, јасно дека ова е слепо патче на интерпретација како е измената на тој закон. Не би рекол, знаете зошто? Затоа што по однос на реформската агенда на владата и по однос на планот за раст, тоа е нешто сосема различно во позитивна смисла на зборот од она што е билатерализација на процесот на евроинтеграција со одредени ирационални прашања. Затоа што овие теми се мерливи. И овде може да се обиде еден актер да си направи своје толкување или по-лагодни закони или по-широка дефиниција за прилагодување, како што кажа Николовски, на одредена политичка култура во моментот или во општеството или некаква проекција има, но на крајот од криштата имате и систем на мониторинг, имате и систем на редовна комуникација со Европската комисија, кој што не може да го одбегнете. И ние не би ни сакале да го одбегнеме. И затоа сметам дека ваквиот начин на, како што е планот за раст, се многу попродуктивни проекти кои што Европската унија ги прави и мислам дека е добро што го покрена овој план за раст 2024-2027 година, затоа што се работи за мерливи проекти. И тука Македонија, од она барем јас што го знам, во споредба со земјите од регионот и во споредба со одреден континуитет со предходната или превземањето на транзицијата од предходната влада, направи добра реформска агенда. И таа реформска агенда очекувам да биде исполнета. Може да се каже само една објективна, според мене, Која направила агендата? Реформската агенда која што почна од март оваа година, па заврши до октомври. Покоректно е вашето толкување, оти слушавме интерпретација од премиерот дека од нула почнале, дека тие сами се напишале, дека биле пофалени. Не сум бил учесник внатре во самата агенда, но сакам да кажам дека сепак... Дали имате чувство дека нема потреба, дури и на вакви работи, кои се техника во која една влада, втора влада нормално продолжува, дека ние ќе направиме стоп и ќе пробаме да се измериме кој колку, кој направил штета, кој е вистинскиот патриот. Имате ли чувство дека, како што вели Главчев, дајте малку да го намалиме за почеток? Тонот дома, не велам дека е точна дефиницијата каков тон ние испраќаме кон Бугарија, но велам дека имате ли чувство дека ни треба подобар пейсаж или околина за да можеме да изведеме работата од овој контаминирачки момент на се уште поделба кој е предавникот, кој е патриот? Видете, имате доволно искуство да можете од дистанца да... Една политичка актуелна, да кажам, тема ќе употребам како аргумент за тезата дека сегашната влада има чувство за балансирање во општеството и намалување на институционалната поларизација, е тоа што актуелниот државен обвинител, избран предходно од ДУИ и СДСМ, сега ги покренува обвиненијата против Артен Груби, еден од најсилните политички актери на предходната власт. И сметам дека и тоа е давање на шанса системот и институциите да профункционираат според законот. Не мора да бидат според личноста. Откако сте успеале да се договорите дека во ваш мандат е да му давате шанса. Вие сте го прочитале законот, не е така лесно да го смените државниот обвинител, знаете? Мислам дека не е претешко. Сум го читал законот и она што го кажа Николовски, ако се водиме од досегашната политичка култура, речиси да нема предходно, мислам дека и нема, ново владеачко мнозинство кое што во првите 3 месеци не го сменило, доколку не му истечен мандатот, до тогашниот државен обвинител. Секогаш тоа било
прва од 5 точки на новата влада или на новото владеачко мнозинство во собранието. Денес тоа не е случај. И затоа сметам дека тоа треба да се цени како еден обид, да се даде шанса на секој кој што смета дека може да функционира во рамките на дадените надлежности во случај владење на правото. Пред малку пропуштив, господин Николовски, намерно го изземам Милошовски од тој коментар. Обидот на Борисов да го објасни проблемот на Бугарија со немање политичка влада беше еден искористен момент во кој што рече во последните 3 години некои иницијативи поврзани со Северна Македонија поминаа без Бугарија, бидејќи таа беше со службена влада, користејќи го терминот и ЕУ и НАТО. За НАТО во ништо не сме излегле од шините, за ЕУ не сме се ни запишали, не сме застанали ниту на перонот. Дали всушност Бојко Борисов мисли на изборот на Шекеринска за заменик генерален секретар на НАТО, бидејќи таму неговото протеже Марија Габриел е таа која што директно загуби во условно така наречено тој двобој. И дека тоа можеме да го препознаеме од една од првите честитки стигна од претставителот Радев, кој веројатно има повеќе проблем со Габриел и со Борисов отколку да речеме Шекеринска заменик генерален секретар на НАТО. Јас се надевам дека господинот Борисов ќе си каже на што мислел конкретно. Најверојатно е мисли на тоа, меѓутоа не можам да тврдам. Да. Тоа е еден знак дека ние не знаеме колку време ќе чекаме за таа, дали ќе има стабилна влада, дали ќе има политичка влада во Бугарија, и мислам дека не треба да се ослонуваме толку на тоа. Туку повеќе да гледаме нашите односи со самата Европска унија. Што точно сега во овој момент би препорачале дека може да биде момент во кој што ќе ги препрочитаме наративите, ќе ја препознаеме нашата дипломатска иницијатива и во новото преоценување ќе ставиме точни точки што всушност не функционира и зашто не треба да губиме време и тестираме. Ако во некакви нијанси со своето искуство се разликувате од другите кои велат како вели шефот, така, ако тој вели дека додека сум јас тука, додека сум јас жив, додека сум јас ова, тоа нема да се случи. Дали со сето искуство размислувате дека приказната мора да има повеќе нијанси? Според мене тоа на што треба Македонија да се фокусира во овој момент се областите кои што се зададени во реформската агенда и во планот за раст. Тоа се сепак приоритетите на кои што ВЕУ се обрнува поголемо внимание. Реформа на јавна администрација, владење на право, зелена транзиција, човечки ресурси, бизнис клима. Тоа се областите што Македонија би требало да ги одработи во следниот период и мислам дека преку планот за раст може во Европската комисија да се има партнер кој што реално ќе биде учесник во тие процеси. Значи нема ова да биде копирање на замислени преговори кои не се отпочнати, туку ќе биде директно, непосредно искуство и соработка со Европската комисија на ова поле. И доколку Македонија, има мерливи инструменти и самата Европска комисија, но ги има и Советот на Европа, ги има и Transparency International и други, доколку Македонија во следниот период го подобри својот досега за жал лош ранг на индексот на перцепција на корупцијата во државата и го подобри својот ранг по однос на бизнис климата, човековите права и слободи, транспарентност и слично, сметам дека ќе се подобруваат и нашите дипломатски позиции во рамките на Европската унија и она за што веќе беше отворена темата по однос на изјавата на бугарскиот политичар, би рекол, поранешен премиер Борисов. Според мене неговиот коментар е даден во насока дека отсуството на политичка стабилна влада во Бугарија влијаело на по-добро расширување на аргументите од македонска страна преку македонската дипломатија по однос на темата која што ги засега и нив и нас.
А тоа значи дека македонската дипломатија направила добар исчекор, вклучително и премиерот и претседателот на државата и другите кои што се вклучени во тоа и претседателот на собранието, објаснувајќи ја позицијата на Македонија дека немаме ништо против Бугарија како сосед, но би сакале да најдеме заеднички прифатливо решение кое што може да ги пресретне во иста точка и нивните очекувања и нашите амбиции за членство во ЕУ. Добро, симпатични надежи, не мислам така како е во прашање Војко Борисов. За крај, немаме многу време. По првата меѓувладина конференција одработивме скрининг, не ова никаков коментар или референца кој треба да оди на контото на тогашната влада, туку еден голем институционален пакет во кој пред да се појавите на таа маса во Брисел, проверувате скоро се, одново исчитувате многу од документите, беше всушност вистинската фаза во која луѓето во институциите си ги проверија позициите, недостатоците, обврските превземени, тие што треба да се работат, и тоа го завршивме одлично. Дали една од штетите што ги правиме сега заробени во можеби таму зад затворената врата има чудни бугарски барања, и има, и ке ги има, не треба да се бавиме со нив. Ова во смисла на енергија на институциите и вистински почеток на темите беше добро да не биде со ново стопирање. Да, затоа што тоа беше веќе една јасна слика за тоа што имаме, до каде сме стигнати. Сега, кога ќе стигне до некогаш во блиска иднина, се надавам јас, втората меѓувладена конференција, може би некои од работите ќе се променат и повторно ќе треба да одиме, значи уште да ги проверуваме што сме направиле и каква е ситуацијата. Секако тука ќе помогне многу и реформската агенда, би рекол јас, затоа што навистина предвидува реални промени кон ЕУ. На крај сме. Јас се согласувам со Димитар дека фокусот не се држи на вистинските теми, дури меѓу колегите денеска да ги прашате дека можеби една од прилично важните работи за граѓаните дека ќе отпочнеме да се приклучуваме на заедничкиот платен систем на ЕУ, е исклучителна привилегија за луѓето. Законот е тргнат во собрание и наместо да ги концентрираме измените кои треба да донесат всушност до приклучување на помина во собрание. На 16, да. Помина во собрание, мислам дека наскоро и ќе бидеме дел од тој заеднички платежен систем со ЕУ. И за крај тоа би сакал да споменам. Се согласувам тука со господин Николовски дека реформската агенда и планот за раст ќе донесат реални проекти кои што ќе значат приближување на нашите кон европските стандарди во повеќе области. Додека ваквите билатерални прашања, за жал, ќе не го одвлекуваат вниманието во политички, историски, образовни и не знам какви други области кои што немаат допирна точка. Не викам дека не треба да постојат, нека има историски комисии, има и меѓу Германија и Полска, но тоа да не биде комисијата од која што зависи напредокот на ЕУ и незината пенетрација во регионот или напредокот на регионот кон полноправното членство или можеби асоцијативно членство, доколку тоа биде опција. Но не смееме да паднеме во замката дека ова е замена за реалниот евроинтегративен пат. Се разбира, јас се согласувам, но тука мислам дека беше направен еден пропуст, иако темата е голема. 2020 година мислам дека беше, кога Пендаровски кажа дека одбил од страна на Макрон понуда да бидеме членка во Европската економска зона. Што според мене би било добар чекор во предворието на полноправното членство. Не сум сигурна што разбрал Пендаровски, уште помалку што и кога мисли Макрон, не затоа што Пендаровски нема капацитети да разбере, но се повеќе сум сомничава дали Макрон кога ги кажува големите зборови навистина за тоа стои некаква одработена стратегија или едноставно тоа е модерно да се зборува, но тука е крајот на нашиот термин. Благодарам што вечерва не следевте на Вин-Вин. Вас ви благодарам што бевте мои вечерашни гости и останете на Телма телевизија. Пријатно. Благодарам.